колешке Ристо. Во вашиот говор напоменавте дека значително се зголемени инвестициите и дадовте одредени примери за зголемување на инвестиции и помпезно почнавте да ги најавувате и да ги образложувате инвестициите кои биле правени во Тетовско, Делчевско и каде спомнавте сума од 30 милиони денари. Почитувана колешке, во буџетот во 2022 година е планирано 24 милиони денари за набавка на мебел. Инвестиција од СДС. 212 милиони денари за набавка на возила. Инвестиција СДС. Спомнавте, бидејќи се жалите овде дека не сме го анализирале вашиот говор, спомнавте дека општините ги оставивте во многу добра состојба. Вие дека ги оставивте општините во многу добра состојба, изгубивте на изборите. Но јас да ви напоменам сега. Актуелните градоначалници, знаете што наследија? Наследија празни каси и големи долгови. Бидејќи вие се осврнавте на вашата општина, еве јас ќе ви дадам пример за мојата општина, од каде јас доаѓам. Кисела вода наследи долгови од повеќе од 4,2 милиони евра на вкупен годишен буџет од 7 милиони евра. Процентуално ова, кога би пресметале, знаете дека изгледа исто како државниот буџет. Јавен долг 65,9%. Во долгови сме не до уши, повеќе од уши. Но вие немате слух за да ја сватите реалноста. Друго што сакам да ви кажам, во она што го елабориравте за буџетот, најголемо зголемување има, почитувана колешке, на места каде што не може да се види конкретен производ, конкретен резултат. Најголеми зголемувања имаме во делот, знаете каде? Договорни услуги. Таму каде што реално не може да се примети трагот на средствата. И јас сега сакам еден многу интересен дел од буџетот да ви обрнам на вас внимание, верувам дека ме следите, поддршка на невладени организации. Замислете, вашата политика од претходно и сега не се разликува. Се фалевте овде со 30 милиони денари инвестиции на одредени места. А замислете за невладени организации, повеќе од 500.000 евра се зголемува годишниот буџет, за разлика од 2021 година, во 2022 тие ќе добиваат 8 милиони евра. Но каде ќе бидат искористени, тоа е сосема друга приказна, знаеме, бидејќи нели се тоа нереални, неопипливи и ќе одат на договорни услуги и затоа криминалот, корупцијата и киднапирањата во државава ќе ни бидат на највисоко ниво. Благодарам.